Отворена студио дебата. Какви служби или како ќе се реформираат тајните служби со оглед на фактот дека почнува на оден начин декомпонирањето на досегашната управа за безбедност и контраразузнавање или многумина велат демијалковизмот во полицијата. Но има се разбира прилично остри критики на стручната и експертската јавност околу моделот и надлежностите на новата Национална агенција за безбедност, која де факто треба да биде надвор од МВР и треба да ја замени улогата на параполициско-политичките и партиската тајна полиција, која, тоа баре ја што го паметам, функционира во ова Северна Македонија, Социјалистичка Република Македонија, Република Македонија едно 70 години. Сашо Мјалков беше на оден начин некаков прототип на серијата на злоупотреби со тајната полиција. Мој вечерашни гости Авзио Кебир, декан на Правниот факултет од Тетово. Ви благодарам што дојдовте и во овие вечерни часови од Тетово. И Маријан Ѓуровски од Факултетот за безбедност. Ѓуровски, вечер од кај ќе отворам фрижидер и скачате. После оваа телевизија одите на друга дебата? Интересот на јавност, очигледно за нашите аргументи е голем, така да го задоволуваме интересот на јавност, а се во функција на подобри закони и да немаме главоболки предходно, како што сами ги благодарам многу. Во секој случај, и имаше вчера и во собранието една прилично вака полемична и би рекол јас една творечка расправа. Во кој правец се насочени реформите во безбедносните служби? Дали е се тоа диктат на прибе барањата на реформирањето или се тоа нашите внатрешни потреби после серијата девијантни појави? Па сигурно дека после утврдените злоупотреби од страна на ДБК што имат направено во минато и после забелешките на прибе, ние се сеќаваме дека една од главните забелешки на прибе беше реформирање на безбедносниот систем. Врз основа на тие забелешки почна да се одвиват реформите во безбедносните служби во Република Северна Македонија. И според таа стратегија што се направил тогаш, реформите треба да поминат во 3 фази, односно во 3 етапи. Прва реформа, односно прва етапа беше предвидено да се формира една независна техничко оперативна служба, што и се формира ОТА, која ќе биде овластена и единствена, според јас бев дел од таа дебата, кога се формира ова служба, дека само таа ќе може да примени такви технички средства, односно што е познато кај граѓаните, само таа ќе може да ги прислушкува граѓаните со наредба од страна на судот. Меѓутоа, уште од тогаш ние бевме во дилема. Дали навистина идните безбедносни служби ќе може да функционираат без употреба на такви технички средства? Бидејќи тајно собирање на информациите е главна задача на овие служби и без употреба на такви средства е скоро немогуче. Па затоа во првата реформа, значи помина тоа, заврши формирање на техничко оперативната агенција и таа функционира денеска. Втора етапа беше Управата за безбедност и контраразнување, ДБК што го викаме, да излезе од МВР и да се формира една независна служба, што е сега Агенцијата за национална безбедност и според другиот закон, формирање на координативно тело, за која ќе треба да ги обедини сите информации од повеќе разузнавачки служби. И трета фаза, односно третата реформа што ќе се одвива во иднина, ќе опфати МВР и некои други безбедносни служби. Добро. Професоре Ѓуровски, во стартот основното прашање што се поставува е можната колизија и конфликтност меѓу овие ново формирани тела, ОТА, Националната агенција. Постоеше еден период на идеја на обединување на Агенцијата за разузнавање под една капа на премиерот. Сега прашувам, дали Националната агенција за безбедност е така профилирана која може да биде, како што вели професор Авзио, независна? Од кого независна и кој ќе ја контролира? Јасна е политичката
волја кај носителите на институциите и одлучноста кај сите нас дека се потребни реформи на разузнавачко безбедносната заедница, зашто изминатите 27 години најмалку на 3 афери, барем се сеќаваме на големото УВО. Добро е што врз основа на консензуален пристап и дебата се дојде до формирање на оперативно-техничката агенција и една длабока 3-месечна дебата во јавноста во која заедно и ВМРО ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ и сите парламентарни партии го донесоа законот и се избра на крајот од страна на собранието директорот на новата оперативно-техничка агенција. Во таа фаза, кога се расправаше за оперативно-техничката агенција, се говореше за трансформацијата на тајната полиција, како што популарно се нарекува, или управата за безбедност и контраразузнавање, и се говореше само кои модели на трансформација ќе се заземат, дали ќе остане во рамките на МВР, дали ќе излезе како сега и ќе имаме своевидно само ребрендирање и ќе се смени таблата пред институцијата, или пак ќе дојде до похрабар чекор на обединување на Агенцијата за разузнавање и УБК, зашто имавме некои обиди изминатите неколку... Зашто мислите дека е тоа похрабар чекор со оглед на фактот дека на оден начин реформите значат и декомпонирање на концентрираната моќ? Во моментов тоа е опасност за демократијата, но реално малите ресурси кои ги има Република Македонија и искуствата кои ги имаме од другите земји ќе наложат обединување на Агенцијата за разузнавање, управата за безбедност и контраразузнавање, или сега Агенцијата за национална безбедност. Но во моментов, имајќи во предвид какви се проблеми сме имале во изминатиот период во кој вие ги споменавте. Сметам дека сега обидот на брзина во суштина, дека брзаме до јуни да го донесеме законот за Агенцијата за национална безбедност и за координација, зашто треба да почнеме преговори во јуни, што секако не е еден од условите и датумот за почеток на преговори нема да зависи од овој закон. Ги споменавме прибе забелешките. Ние приказната со НАТО ќе заврши во јануари 2020 година, кој ќе станеме полноправна членка, но тогаш допрва почнуваат проблемите и тоа е чест и задоволство членството во НАТО, но имаме обврска. Размената на информации нема да така лесно ги споделуваат нашите партнери од НАТО со параполициски, односно партизирани служби. Во случајов со Агенцијата за национална безбедност треба исклучително внимателен да се биде, со оглед на тоа што сега, освен обид за ребрендирање во суштина, изборот на директор и понатаму останува од страна на владата, односно премиерот, кој генераторот на кризата, кој во изминатите 25 години, особено во последните 10 години пред промената на власта ги имавме, сега го кронисуваме со моќ во безбедноста. Во ред е јасната политичка волја, демократскиот капацитет на актуелниот носител на институцијата, председател на владата. Но што ако местата се сменат во суштина? Сега постои една реална опасност. Премиерот и председателот кои се носители делители на извршната власт и кои контролираат, условно кажам, два значајни сегмента на безбедност, едно кон странство и една од странство внатре. Дали е возможно сега да се изврши заедничка контрола, тело за заедничка контрола на овие безбедносни служби, кои тоа би го правили? Два одвоени закони треба да ги, веројатно, и проблемот е што владата не пристапи кон реформите на безбедносниот систем да гледа кон како интегрална безбедност. Во суштина, кога зборуваме за безбедност и одбрана, ние со професорот треба да читаме сега најмалку 10 закони, а праксата говори дека требаше да пристапиме кон закон за интегрална безбедност, каде што ќе ги обединиме надлежностите. И во случајов имаме проблем почнувајќи од буквата А, од назначувањето на директорот на Агенцијата за национална безбедност. Треба да се влезе во похрабар чекор. И искуството од назначувањето од страна на собранието со двотретинско мнозинство на директорот на ОТА, имаше дилеми во јавноста дека се блокирал процесот со именувањето на директорот на ОТА. Подобро да се блокира, да имаме консензуално во назначувањето од сите парламентарни политички партии на директорот на Агенцијата за национална безбедност, односно да подобро така, наместо да имаме проблеми со ново диво насилие кое ќе се продуцира во безбедност. Не, чекате, уште малце да завршиме со филозофијата на реформирање на безбедност. Само нешто да појаснам тоа. Пошто прашањето беше дали може да се контролират овие служби, пошто реално се опасни служби кои што навистина ги загрозува човековите права и тие се тие служби кои што влагат во нашиот приватен живот.
Моментално Агенцијата за разузнавање, која што е кај председателот на државата, е без никаква контрола. Значи, таму не може да се влезе и да се врши како тие работат. И дали применуваат такви средства, дали законски ги применуваат или не ги применуваат. Што се однесува до Агенцијата за национална безбедност. Тука се предвидени многу стрикни механизми кои што ќе ја контролираат оваа служба. Мојата забелешка беше кон тоа дека помошник директорот, што ќе ја врши функцијата, односно што ќе ја раководи внатрешната контрола, пошто тука во Агенцијата за национална безбедност се предвидени две механизми. Внатрешниот механизам, што е една посебна служба, и надворешниот механизам, што ќе контролираат надворешните институции, од јавниот обвинител, судот, народниот правопранител, собранието, граѓанскиот сектор и некои други механизми. И тоа мене поентата ми беше дека внатрешната контрола, која што е дел од Агенцијата за национална безбедност, помошник директорот или началникот ќе го избира директорот. Тука јас имав сомневање и не се сложувам со ова законски предложен текст, бидејќи ако јас сум директор и го именувам заменик или помошник директорот, како тој ќе ме контролира мене? Нема шанса да ме контролира. Чекате малце, ме молам. Дали ние сме на чисто? Кој модел? Значи, вие заговарате обединување на разузнавањето и ова е добар модел и треба да се продолжи. Дали во едно време во собрание чув дека експерти од Германија го преферирале БНД моделот, значи тоа е германската тајна служба. Англосаксонскиот модел вели тие две функции се паралелни, не се испрепретуваат. Американскиот го имате 4 служби. И предлагачот тргнува со ваква компаративна анализа и ние во академската заедница исто така, но треба да ги имаме во предвид македонските специфики, кои знаеме да ние многу закони ги упропастиме или да ги злоупотребиме. Ова е една компилација на хрватскиот со британскиот модел веројатно, но на крајот кога ќе прочитате законот добивате енглес, односно британец со балкански манири. Зашто по примерот на граѓанскиот совет за контрола на тајните служби, кој е по хрватскиот модел, ќе видите дека со чесна исклучоци, со исклучок на професорот Крелеџиев и Илиевскиот факултетот за безбедност и од правниот факултет. Сите останати членови од граѓанскиот совет беа врз основа на партиска согласност и проверка на политичките партии. За каков тип на граѓански совет говориме ние? Од друга страна, не би се согласил со колегата во делот на Агенцијата за разузнавање. Сметам дека тоа е добар пример, почнувајќи од Законот за Агенција за разузнавање, кој првично го пишуваше веројатно професорот Владо Поповски како прв директор на Агенцијата за разузнавање. Институционални скандали од Агенцијата за разузнавање во изминатите 27 години вие не може да сретнете. Имаме поединечни примери каде што се инволвирали. Агенти од агенцијата беа вклучени во 27 априлските случаи. Дури најблискиот соработник на Иванов се вели дека на оден начин ги координирал тие. Добро е што ја отвараме на крајот на криштата темата за Агенцијата за разузнавање. Но каде е Законот за Агенција за разузнавање во пакет да се носи со останатите закони како што говореше професор? Ова ќе биде во третата реформа. Вие говорите исто така и за контрола на собранието врз новата Агенција за национална безбедност, која има, замислете, и покрај формирањето на оперативно-техничката агенција, надлежности за следење на комуникациите надвор од ОТА. Чуму се формираше таквиот тип на агенција? Кога можете со беспилотни летала, со вградување на софтвери, вие да влезете во комуникациите и да следите и телефони надвор од операторите? Тоа е во ред, ако е реална потребата, но јасна процедурата треба да биде на контрола. Дури замислете, опремата за следење на комуникациите надвор од оперативно-техничката агенција ќе бидат и ќе се чуваат во рамките на Агенцијата за национална безбедност и тоа кој гарантира дека утре нема да се злоупотребат. И во услови кога новата Агенција за национална безбедност ќе следи и покрај тоа што и досега нели требаше судија, обвинител и така натаму, но има механизм поради декриминализацијата на целокупната структура на делот безбедносниот систем во суштина мораме да бидеме исклучително внимателни, зашто сегашниве носители на овие предлагачи на овиот закон може да бидат за 5 години жртви на овие модели. Само за собранието да контрирам. Начинот на собирање на безбедносни податоци. Членовите на собранието на Република Македонија не смеат да бараат како
дошла агенцијата. Значи, членовите на надлежното работно тело на собранието за надзор на агенцијата не можат од агенцијата да бараат податоци за начинот на собирање на безбедносни податоци. За каква контрола зборуваме? А што е тоа толку спорно? И ние новинарите немаме обврска да ги одаваме нашите извори на информирање. Да, тоа ќе се создава со за каква контрола тогаш зборуваме? Ќе дојдеме, ќе ги видиме само регистрите или ќе видиме врз основа на кој начин дошле до безбедносните процени? Резултатите од безбедносните процени. Само едно појаснување, да. Значи, ја не знам во светот некоја разузнавачка или контраразузнавачка служба, безбедносни тајни служби кои што не ги применуваат оперативно-техничките средства. Уште од тогаш кога се формира ОТА, ние кажавме дека нема таква служба која што нема да има такви средства. Тоа доаѓа како војска без оружје. Има ли логика тоа да се пушти така една служба без да се применува, бидејќи станува збор за тајно собирање на податоци. Значи, новата агенција нема полициски овластувања. Тие нема да може да приведуваат, тие не може да задржуваат, тие не можат да вршат други полициски овластувања. Тако полициски компетенции остануваат на јавна безбедност. Агенцијата за национална безбедност ќе биде буквално тајна служба и на тајн начин ќе ги собира информациите. Мора да ги применува оперативно-техничките средства. А што значи оваа идеја на сега јас не се сложувам само нешто да појаснам. Нема сите да бидат тајни агенти. Па не само има неколку категории на вработени. Ова е како што го вели колегата, прво треба да разграничиме разузнавање и контраразузнавање. Кој што ќе прави во службите? Не може надлежностите на агенцијата за разузнавање. Оперативно-техничките мерки на следење се регулирани во Законот за следење на комуникација оперативно-техничката агенција. Тактичките елементи, наблюдување, следење, снимање, тоа треба да го работи Агенцијата за национална безбедност. Овде се помешани многу елементи и механизми во кои вие ќе имате селекција на кадарот при вработување недефиниран. Тука само нешто директор на Агенцијата за национална безбедност. Значи тука не станува збор за кражби, за убиства, за такви работи. Тука станува збор за тешки кривични дела против уставното уредување на државата. Обично се мисли на тероризам, на терористички организации, финансирање на тероризам и други тешки дела. За да се влезе во таа организација, не е можно со други методи, освен со тајни методи. Една од тие ОТА е техничка служба, таа не е оперативна служба. Чекајте, сега има неколку е формирана за да гарантира во тоа време да нема масовно прислушкување и да може да се ОТА прислушкува само врз основа на наредба на јавен обвинител и на судијата на предходната постапка. Кој ги координира службите? Кој е тоа тело кое ќе ги само координира? Едно појаснување тука. За да не може да се злоупотреби Агенцијата за национална безбедност е предвидено, значи дозвола за употреба на тие технички средства, пошто ние тука зборуваме, со кои се влага во приватниот живот, наредба да го дава јавниот обвинител на Република Северна Македонија, а да го одобри Врховниот суд, не судија на претходната постапка. Се сака, значи, да се постигне на добра гаранција дека новата служба не може така лесно да ги употребува таквите средства. Јас се сложувам дека со тој дел. Имајќи во предвид какви се не злоупотреби човечкиот ум во УБК бил подготвен изминативе 10 години, значи и кога техниката за следење ќе оставите во Агенцијата за национална безбедност, треба да се биде апсолутно внимателен и јасно. Ние живееме во време, во ова ера кај што живееме не сега, навистина имаме тешки проблеми со тероризм. Гледате колку целиот свет. Замислите една Франција, која е европска голема држава и кај што демократијата, навистина ние учиме од Франција сите во врска со демократијата. Таа и дозволила на безбедносните служби да ги употребуваат техничките средства без наредба на јавниот обвинител и на судот. Значи полицијата таму може да те прислушкува директно, без било каква наредба. Замислите, Франција... А кој го назначува директорот на тие агенции? Дали тие директори на Франција, на Британија се членови на председателствата или извршните комитети на владеачките партии? А кога имате... Директорот тука е предвидено дека не смее да биде член на политичка партија. Значи, никако не смее да биде член на политичка партија.
мора да ги поминува сите тестови. Професор, има право Марија Гировски. Нашето искуство покажува дека ние не сме социализирано општество. Ние и кога викаме дека е надпартиски, пак партиите решаваат кој да биде профилот на надпартискиот. Но меѓутоа ние се надеваме дека ќе го менуваме менталитетот во нив. Чекајте, ме молам. Имаме тероризам. Добро. Агенцијата за разузнавање една линија следи. Агенцијата ова за национална безбедност друга линија. Кој ќе ги синхронизира? Чива одлука ќе биде извршна во проценката од каде и кои ни се опасностите од меѓународниот тероризам? Со другиот закон, значи не за Агенцијата за национална безбедност, предвидено со другиот закон да се формира една координативно тело, што ќе координира сите разузнавачки служби во Македонија. Што е полиција над полиција? Односно служба над служба? Не. Тоа е едно тело кој што ќе го сочинува премиерот на државата, министерот за надворешни работи, министерот за внатрешни работи, министерот за одбрана и некои други. И кај нив ќе се слеват сите информации и податоци, ќе се обработуваат и ќе едната работа, професоре. Од друга страна, кај председател на државата преку Агенцијата за разузнавање исто се слева таков тип на информација. Да, се слева. Кој совет, кој е координативно тело, каква одлука ќе носи, чии план и чии проценки се валидни? Гледа, ни една ни друга нема полициски овластувања. Значи, тоа не значи дека е завршена работата и демократизирани службите. Агенцијата за разузнавање вели не следи бран на бегалци и на тероризам. Добро. Агенцијата за контраразузнавање вели дека овде има ИСИЛ Кели. Која ќе биде? Нели реков дека ќе се формира едно координативно тело и тие информации од Агенција за разузнавање се слеват во ова тело. Значи, од сите не и од војните разузнавачки служби, информациите ќе дојдат до ова тело што ќе се формира и туку ќе се обработуваат сите. Кој ќе го бира тоа тело? Реков кој ќе биде премиерот. Јас мислам дека кај предлагачот има политичка волја дел од овие забелешки за делот на Агенцијата за национална безбедност да ги промени и да се коригираат. Особено само, ако дозволите, проблематичен еден член во кој вели вака: ако постои можност за избор помеѓу повеќе мерки за тајно собирање на податоците и информациите, ќе се примени мерката со која најмалку се задира во човековите слободи и права. Која е ова формулација, која е ова методологија? Или се прекршуваат, или не човековите права и слободи. Ваквиот механизам овозможува дискреционо право на директорот и покрај судот и обвинителот. Кога го споменавте и делот на координацијата, тоа е констатирано во однос на прво помеѓу армијата и полицијата на терен е друг проблем и нивната координација во услови на криза. Сега предлагачот владата и Министерството за внатрешни работи даваат предлог за формирање на Совет за безбедносно разузнавачка заедница. Прво, ние во академската заедница, веројатно колегата ќе се сложи, во дефинирањето на безбедносно разузнавачката заедница, јас го кажав тој на јавната дебата, би рекол дека малку поостар сум бил, но ќе го повторам, доколку некој од студентите вака го дефинираше безбедносно разузнавачка заедница како што е во законот, веруете, немаше да положи на испит, затоа што еве ви го органограмот на бројните институции, меѓу нив е финансиско разузнавање, финансиска полиција, инспекции, кои се исклучени и не се дел од Советот за координација на безбедносно разузнавачката заедница. Покрај тоа, не е најдено за сходно да во Советот за координација се наоѓа председателот на државата и председателот на собранието, кој, како што ви е познато, се бираат на непосредни избори и легитимитетот го црпат од граѓаните. Председателот на собранието е дел на Советот за безбедност кај председател. Извршна власт. Да. Во делот на одбраната и безбедноста и надворешната политика споделуваат председателот на државата и владата. Не е прашање на избор дали сакате да го имате председателот или не. Вака како што е концепиран, постојат начини да се бајпасира председателот, да се изолира. Што во случајов, например, ако Советот за национална безбедност на председателот на државата донесе една одлука, а Советот за координација, кој го председава премиерот, донесе друга одлука. Која ќе биде наработодавна, односно извршна? Сега се зборува дека тие ќе прават проценки, анализи. Проценката, анализата треба да се остави на професионалците. Република Македонија и треба разузнавачки комитет во кој ќе има заеднички аналитички центар
И информацијата од Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање ќе се обедини заеднички продукт, ќе се даде на председателот, премиерот и председателот на собранието. Вака, и во Законот за управување со кризи имаме група за проценка и управувачки комитет. И тие прават проценки. Значи, еден паралелизам кој дополнително ќе доведе до опасност, да, поверете. Значи, во делот кај што ги наброивте надлежностите на директорот во законот, таму таксативно е наброено кои се надлежностите на новата служба. И се наброени, значи, следење на тајно на телекомуникациите, тајно наблюдување, создавање на соработничка мрежа и друг прикриен идентитет. И ги набројува кој ги наредува судот, јавниот обвинител, а што може директорот да направи. Значи, таму е наведено за две мерки, дека 2 или 3 кои што може директорот да ги одобри, бидејќи станува збор за 2 мерки со кои секојдневно работи службата. И не може сега секојдневно вие од јавниот обвинител и од Врховниот суд да побарате, затоа што станува за поблаги мерки. Не влагате толку во приватниот живот. А во однос на тоа дека како ќе се формира тоа безбедносниот центар или аналитичките служби, па во новата служба е предвидено и да има и аналитичари кои што ќе ги обработуваат податоците и после од тие податоци ќе се содават во тие координативно тело, а извештајот од тоа координативно дело е предвидено да се достави до председателот на државата. Што ќе одработуваат тие? Има јасна методологија. Ќе ги обработуваат, ќе вршат криминалистичка обработка. Она што 500 вработени од ДУБК или Агенцијата за разузнавање по јасна методологија прифатена од НАТО, тие ќе ја проверуваат што ќе работат. И тоа секретар, видете го се извинувам, секретарот на Советот за координација ќе ротира и ќе биде послушник на тој што е во суштина актуелен председавач. Немаме сега во моментов ние проблем, бидејќи имаме демократски капацитет да не се слушаат, да ги кажеме забелешките. Но улогите може да се сменат. Зошто председателот на државата не е во Советот за координација? Нас не ни е потребна висока политика во координацијата на професионалните разузнавачки служби. Кога станува збор за безбедноста, нема место за политика. Чекайте, се тука има и имаме Советот за национална безбедност. Нема уставна филозофија. Вие не можете председателот на државата да го доведете под јурисдикција на оден начин кај на премиерот, да биде дел од неговиот совет. Не треба ваков тип на совет како што се предлага. Туку треба совет за координација на самите служби, значи разузнавачки комитет на безбедносните нема служби идеален модел на и безбедносните контратерористички центар, каде што имаме главни проблеми. Членот 86 од Уставот, каде што е јасно регулирано. Предлагачот вели не се прекршува, но напротив, на овој начин се изолира председателот на Република Северна Македонија и конфузија ќе настане, не координација помеѓу службите. Точно е дека се зајакнува позицијата на на аспект на војниот. Го немате началникот на генералштаб, а го имате раководителот на раководителот на воениот сектор. Со целосна почит кон раководителот, но тој е само раководител на сектор. Знаете кој е тоа ниво? Началникот на генералштабот не е оние што се избират. Да постои ѓуровски дуализам. Кај шефот на државата, Советот за безбедност, сите тие функции партиципираат. Вклучувајќи го и спикерот и на крајот да досегашниот председател Иванов донесе одлука на Советот за безбедност да се подготви стратегија за одбрана која е постара од повеќе од 7 години, бидејќи нашите документи се стари како Библија во суштина. Тоа не се изврши. Што во случајов? Ако Советот на председателот на Република Северна Македонија донесе една одлука, Советот за координација од страна на председателот на владата донесе друга одлука. Кој како ќе постапи? Да се појасниме нешто. Сега цел ден може да зборуваме тука и ништо да не кажуваме на крај. Овие безбедносни служби така функционираат низ целиот свет. Или се врзани за председателот, или се врзани за премиерот. Друг модел нема. Тоа е цел живот ривалски. Па тоа ето нема како поинаку да функционира. Или за премиерот ќе се врзуваат, или за председателот, за кого друго ќе се врзуваат. Тие не можат така без никаков ама да не ги помешаме лончињата, не ги врзуваме службите. Јас мислам дека војднина и Агенцијата за разузнавање што е, ќе се обедини со Агенцијата за национална безбедност што е се, ќе биде една служба кој како ќе раководи, ќе видиме понатаму. Но ние сме мала земја и имаме мал буџет. Ние не сме од тие огромни служби што ќе ја контролираат целиот свет. Ние се работуваме и имаме информации од тие служби. Ние не може да се бориме против меѓународниот тероризам само со нашите служби.
Ние имаме наши пријателски служби кои што ни помагаат, кои што ни даваат информации, ние сработуваме да речи дека не можеме сами да се бориме против тоа. Ваша филозофија дека агенцијата за разузнавање не ни треба. До толку повеќе што ако имаме мали ресурси, ние не можеме да бидеме конкурентни на странските пазари на собирање. Па нели е добро да се формира една служба да биде ефикасна или ефективна да биде. Ефикасна, ефективна, не со толку голем буџет, зашто од даношните обврдници да се трошат толку пари, две паралелни служби за иста функција. Зошто? Да биде и разузнавање и контраразузнавање и за една служба. Ние зависиме од големите странски служби. Тук има една логика, сега ќе бидеме членки на НАТО, ние не треба да имаме ваква спецслужба. Тоа што мора да ги имаме, ќе ги НАТО ќе имаме. ни го чува небото и ќе се грижи. Тоа што мора да го имаме, како држава, ќе ги имаме. Али тоа што не мора, што може и поинако, сегаш треба да се гледа интересот, односно буџетот, да биде колку што е можно, помалку да се троши. А не, ќе ги се вработат наваму. Сега баш постои опасност. Може да ме кажете како буџетот ќе биде по-ефикасен и помалку. Сега постои опасноста од ДБК. Што ќе се случи со вработените? Има една друга димензија. По автоматизам ќе се префрлат ДБК во агенцијата за национално. Јасно. Или дали тоа ќе значи модел, како што Спасовски вели министерот, за ветинг, за прочистување? Вака сега. Прво, неколку пати рековме за агенцијата. Прва единствена безбедносна служба која дала извештај во јавноста е токму агенцијата за разузнавање. Вие може да кликнете на веб-сајтот и да ги отворите нивните проценки, нивните посети, колку се побарано парламентарци да отидат и проблемот е колку и тие се подготвени. Беа вота, отидоа, видоа, им отворија каблите, тефтерите и што се разбира. Сега е проблемот во делот на ресурсите кај нас што ги имаме. Значи, целокупната агенција за национална безбедност и трансформацијата се мисли да се префрли за 15 дена целокупниот процес. Сето тоа малку од пета брзина треба да се смали од прва во втора. Нема каде брзање. Ова прва реформа се прави за граѓаните на Република Македонија. Приказната за НАТО е за границите. Проблемот на безбедноста ние треба да си го решиме. Сега, селекцијата на кадарот кој треба да се направи од ДУБК во Агенцијата за национална безбедност ќе го прави комисија која ја формира министерот за внатрешни работи, без методологија, без критериуми и воедно тие ќе бидат самите вработени. Значи селекцијата ќе ја вршат вработените кои досега партиципирале на било каков начин. И воедно декриминализацијата, департизацијата и процесот на ветинг треба да го храбриме министерот за внатрешни работи. Неговата добра политичка волја и резултатите кои ги има во работењето на Министерството за внатрешни работи кои се видливи, бидејќи довербата на граѓаните кон јавната безбедност, кон полицијата, ние ја регистрираме. Колку е таа реална или не, бројките ги покажуваат. Но ветингот и покрај одредени резервираност кај европските дипломати, ветинг проверката на досиеата, на имотната состојба, на соработката на вработените во УБК и сите безбедносни служби со други странски разузнавачки служби, треба да биде извршена и потоа врз основа на јасни критериуми, на независна комисија, а не тие што работат меѓу себе во суштина да се... Како вие мислите да се трансферира? Не, па сега законот е предвидено кој како ќе се вработи. Од директорот како ќе се избира и таму дека да е државјанин на Република Северна Македонија, да нема друго државјанство. Тоа многу интересно е. Баш ми беше многу интересно, значи тие што имаат двојно државјанство не смеат да бидат директори на ова служба. И тоа е добро. Бидејќи ако си и на некоја друга држава искажувања, ако немаме дома да увеземе од експерти. Не, имаше мислење дека директорот не треба да биде од вработените, пошто таму е предвиден критериум да има 15 години работно искуство во безбедносно-разузнавачките служби, од кои 5 на раководно место. Сега имаше мислење да директорот да доаѓа од надвор, што ги исполнува, што е честен, коректен, што има образование, што може солидно... Па кој од надвор други безбедносни служби да па има луѓе што не од надвор, од Македонија, но не се вработени во МВР, во безбедносните служби. Така се мисли. Значи граѓанин кој што не работел порано во безбедносните служби, но сега не работи. А ги исполнува, ја знае работата, ги исполнува условите. Ама каде тоа надвор од МВР може во агенцијата за приватно обезбедување? Не ме разбирате. Граѓанин кој што моментално не е вработен во безбедносните служби. Меѓутоа не поминува тоа. Не поминува тоа. Останува значи тоа 15 години да е вработен во МВР, од кои 5 години на раководно место.
да имат сертификат за познавање на англискиот јазик, да не е осуден за спречување на извршување на функцијата, ова професијата, безбедносна мерка е тоа, и некои други критериуми. Ја мислим дека тие критериуми се добро. Не ми беше баш интересно дека треба тофел да има. Да ви кажам, тие критериумите уште сликате да му ја закачат на законот и јасно ќе се знае кои у суштина го планираат за директ. Не, се знае од прилика како што е скицирано, уште сликате да ја закачат на директор на токму заради тоа што јас зборувам да најдете 5 до 10 години. Премногу политика се внесува во разузнавањето и контраразузнавањето. Особено во добрата желба да се подобри координацијата, може дополнително штета да се нанесе и на така нефункционалните безбедносно-разузнавачки служби. Со истото, зошто стравот е директорот за национална безбедност. Верувам дека тоа ќе биде поддржано и од председателот на владата, да го назначуваме со двотретинско мнозинство. Во другите држави има многу една интересен механизам што е како превенција. Значи сите овие началници, директори, заменици и командири се бара да имат лиценца. А лиценцата не се зема во МВР, туку се зема во една независна институција, например Академија за полиција кои што имат или имаше идеја за безбедност и така. Собраниската комисија за одбрана и безбедност дава согласност на предлогот на владата за назначување на директор на агенцијата. Тоа е индиректно влекување на политичко-партиските... Мора контрола од парламентот на било каков со сите и опозиција и власт. Друг механизам не постои. Нема како начин да се избира поинаку директорот. И на кого ќе му одговара директорот? Мора да му одговара на премиерот. Сега ние предпоставуваме дека во иднина и премиерот и директорот на ова служба нема да ја злоупотребуваат положбата и смоќта што ќе имат со закон. Ние предпоставуваме дека ќе имаме европски вредности. Сега, ако во иднина доаѓаат пак луѓе што ќе ја злоупотребуваат, ќе ја злоупотребуваат и тоа е тоа. Не може врз основа на предпоставки да се темели врз основа иако како поинаку? Со јасни гаранции. Како ќе се избира човек со кои гаранции? Или пред кого он да одговара? Мора или пред премиерот или пред собранието, јасно е утврден легитимитетот. Значи уставот на Република Македонија е јасната рамка. Ако вие сакате агенцијата за разузнавање да му ја одземете на председателот, пристапете кон уставни измени и одете во избор на председателот во собранието. Во случајов неговите надлежности се јасни. Не може вие да го изолирате на овој начин. Тој е врховен командант на армијата на Република. Како ќе ги добие проценките од Советот за координација во случај на мигрантска криза? Како тие ќе се координираат? Има две служби, една ги има разузнавачките служби. Едно зборувавме за формирање на координативно тело, нели? Ако е тоа координативно тело, тоа ќе биде тело над сите? Да. Која ќе му служи само на премиерот? Не, и на председателот. Тоа ќе се прави безбедносна проценка. Значи, каква ни е безбедносната проценка и ќе се мери, има параметри како се мери. Нема параметри. Има во науката има параметри кои се мерат групата за проценка на Центарот за управување со кризи. Тој безбедносна проценка ќе се достави до председателот на државата и до председателот на собранието. Значи нема да биде само кај премиерот. Апсолутно тоа не е предвидено во законот. Сега не е предвидено, ве молам прочитајте. На индиректен начин и досега тајната полиција спец извештаите со најстрога доверливост ги испраќаше на овие 3 адреси. Имаше една мала ситна... Секогаш и сега така се прави. Да, има нека мала градација која за шефот и за премиерот имаат некои дополнителни информации. Но, кој тоа ќе го координира? Агенцијата за разузнавање следувањето на информациите? Дали шефот на државата ќе делегира свој представник во координативното тело? Па според законот ќе биде обврзан, должен да ги достави информациите според законот. Сега ако доаѓа некој председател што нема да ги почитува законите како што бил досега, тоа е друга работа. Кој може да предвидува како ќе дојде после 10 години? Чекате ме молам уште еднаш да расчистим. Извинете за чекате. Ако имаме проценка за опасноста од терористички акт. Добра. Во која Националната агенција за безбедност, како условно кажам, контраразузнавање, има информации дека наскоро ќе се случи, како што излезе МВР со соопштение за сомневање. Агенцијата за разузнавање, по своите канали од странство и така натаму, тврди дека нема таква опасност. Добра. Чија оценка ќе биде валидна, да речем условно за подигање на жолта, црвена, ова е една хипотетичка ситуација. Ама реална. Ама тоа е реална. Гледајте сега вака.
Па има аргументи, има факти, има докази дека ќе се случи таков нас. Добро. Така? И таа информација, агенцијата, пошто нема полициски овластувања, не може сам да приведува, туку ќе го достави до МВР. И МВР ќе ја работи, односно ќе превземе полициски акции во терен, оперативни мерки и действија. И тие МВР, полицијата, Бирото за јавна безбедност ќе ги спроведе тоа што ќе го каже агенцијата. Тоа значи дека, да речем условно, агентите на Националната агенција за безбедност ќе имаат право да мобилизираат полицијата за акција? Ќе имаат право само да достават извештај и со препораки дека ќе се случи таков настан на тоа место во кој... Не. Сега. И сега го прават нормално. Не, сега имате полициски властувања. Кој има полициски властувања? Агенција за разузнавање. Не, проблемот во Советот за координација, Агенцијата за разузнавање и улогата на председателот. Советот за координација дава насоки, донесува заклучоци, одлучува за стратешки прашања на годишно ниво за работата на безбедност на разузнавачките служби. Во ова го нема председателот на државата. Вие рековте да го читам законот, јас го читам законот. Овде генераторот на кризата во изминатите 10 години кои го имавме во Република Македонија пред промената на власта. Овде сега го кронисуваме со таква моќ и добивање на информации од разузнавачката заедница, која после 5-10 години може да се злоупотреби во криминални или политички цели. Сериозно треба да се размисли. Прво треба да се има во предвид уставното уредување, политичкото уредување, јасно да се почитува позицијата на председателот и на Агенцијата за разузнавање, кои тие треба да соработуваат, да ја вратиме безбедноста на професионалците со целосна почит и кон луѓето во Агенцијата за национална безбедност, односно УБК, и во Агенцијата за разузнавање. Го заборавивме и Бирото за јавна безбедност. Што ќе координира овој совет за координација, а овде директорот, исклучителен добар професионалец сега што е, не е директорот на БЈБ во советот за координација. Ве молам, не сега, ова е сега текст кој што не помина, уште не изгласан. Со новиот. Ако ние не реагиравме, ова така глатко ќе се поминеше, ама ние дебатираме као граѓански јавен модул за... Овај закон, значи ќе се стави тука, претпоставувам дека министерот ја прифати сугестијата да биде и директорот на Бирото за јавна безбедност. Затоа што Бирото ќе биде тоа што ќе ги спроведе сите оперативни. Како ќе соработуваат Советот за координација и Советот за национална безбедност? Предлагачот, вие, кој сака, нека ми каже како ќе соработуваат. Две институции. Прво, Советот за национална безбедност е уставно регулирана категорија. И вие сега сакате со закон од 3 страници да земете надлежности кои ги регулира уставот. И тоа дадени на непосредни парламентарни избори. Ве молам, тоа го нема ни во Франција, ни во Британија, ни во Хрватска. Тоа се други модели. Зборуваме за председателски, за парламентарни. Значи, вие јасно добро го знаете. Значи, ова е така направена модел за тотална конфузија. Ова нас во моментов не ни е потребно. Разузнавачки комитет, каде што директорите на Агенција за национална безбедност, Агенција за разузнавање и военото разузнавање ќе најдат механизам и ќе формираат заеднички аналитички центар. И ќе дојде со заедничка проценка и методологија која сега ја нема. Ја нема апсолутно. И да дојдат до проценка и да ја донесат до Советот за национална безбедност. И тој да има извршна одлука. И сега Советот за национална безбедност има чудна поставеност. Тој дава совети, насоки и така натаму и може да се дрзне министерот за одбрана, како што беше примерот на односот на председателот Иванов и министерот Јолевски, и покрај тоа што беа тие од иста политичка партија, Јолевски одби да изврши одлука на Советот за безбедност. Ја мислам дека почитувам мислењето на професорот, меѓутоа мислам дека со новата служба ќе има повеќе ред и дисциплина во однос на безбедносно разузнавачките служби. И мислам дека повеќе ќе се почитуваат човековите права, ќе имаме повеќе законитост во земјата и тоа е најдобриот модел. Немаме можност за друг модел. Од добрите намери никој не се сомнева, но не станува тука со добри намери. Станува збор за правило страдаме од добрите намери. Станува збор за таксативно наброени во закон надлежности што може и што не може. Добро. Поштовани гледачи, изминува нашето време. Ви благодарам што ја следевте дебатата, таа не е ни прва ни последна. Пред некој време и со Ременски разговарав на оваа тема.
Маријан Ѓуровски, университетски професор, и Јавзију Кебир, декан на Правниот факултет, за првите читања на Законот за реформи на безбедносните служби и формирањето на Националната агенција за безбедност. Пријатна вечер, следуваат последните вести и благодарам на моите соговорници. Благодарам за ovo sam